Прилепчани ке можат да здивнат. Престојната пролетна градежна офанзива во Прилеп конечно ќе треба да ја опфати и изградбата на преку потребната со години ветувана обиколница, наменета за тешките товарни возила, а кои сега транзитираат низ центарот на градот. Според Христијан Мицкоски, таа, заедно со уште неколку други капитални проекти, треба да ја подобри патната инфраструктура во општината, која останала како рецидив од неработењето на претходната локална власт. Бидејќи немаше општината доволно проекти, изминатиот период се проектираше, се работеше, напролет почнува градежна офанзива. Во фаза на подготовки се уште два други проекти, тоа е познатата обиколница Сивец, да не доаѓаат тешките камиони овдека во Прилеп, туку да го заобиколуваат Прилеп, а исто така и влезот од кај Македонски Брод, исто така е во фаза на подготовка. Изградбата на обиколницата Сивец на прилепчани им беше ветена уште во април 2018 година од страна на тогашниот ресорен министер Горан Сугарески. Тогашниот градоначалник Илија Јовановски пак вети дека обиколницата ќе биде готова до крајот на неговиот мандат, што не се случи. Неисполнетите ветувања низ сиве овие години ги револтираат жителите од улиците каде секојдневно транзитираат 50-тонските камиони. Тие дури излегуваа и на протести, барајки итно решение на проблемот. Куче врва куќите се тресадари. Испукано има видо и ова на постари куќи што се. Но што по дено по 50, по 60. И ноќе дека во 4, во 5 поминува оде, те разбудува дури. Коче почна да лупа. Тоа е обечено многу одамна, дека ќе излегува од езеро на автопат. И стварно жалосно е како може 5 километри да не може да направи пат, тоа што овде врва преку 1000 коли. Јапонци направи под океан автопат, овде не можеме да изведеме еден пат, да ги изва камионите, каде што нема да му смета на луѓето. Инаку, оваа обиколница треба да биде во должина од 6 километри, а трасата е од рудникот Сивец до регионалниот пат кај Плетвар.